Хелен Лазова, почитувани слушатели, ја исполни оваа песна. Хелен инаку живее овде во Мелбурн, во Викторија. Убав глас, прекрасен. Ја најдов песната од 1992 година и убаво беше да ја слушниме и да ја поздравиме Хелен Лазова. Инаку, пред да кажам збор-два околу заедничката резолуција со Бугарија, сакам да ја слушниме реакцијата на академската фела, на академиците за резолуцијата која е предложена од Антонио Милошовски, потоа се надополнуваат тука и министерот за надворешни работи Муцински, како и премиерот Христијан Мицковски. Заедничка резолуција со Бугарија за потврда на македонскиот идентитет и јазик предизвика остри реакции кај експертската јавност. Ваквата резолуција носи ризици и може да создаде уште подлабока и подолготрајна политичка стапица по договорот за добрососедство и францускиот предлог, реагира професорката од Институтот за македонски јазик Елка Јачева-Улчар. Не постои никаква сигурност дека таа ќе има суштинско дејство врз политичките или врз историските позиции на Софија. Позициите што систематски го негираат постоењето на македонскиот народ и на македонскиот јазик како посебни категории. Сметам дека ваквото нешто уште еднаш ќе придонесе да се ставиме во волча уста и дека не можеме да подпишуваме вакви резолуции со луѓе кои перманентно го негираат македонскиот јазик, народ и идентитет. Остро реагира и академик Катица Ќулавкова, предупредува дека ваква иницијатива би било руски рулет за Македонија.
Да се бара од соседна Бугарија да поднесеме заедничка резолуција пред Европскиот парламент за признавање на македонскиот јазик, за признавање на ноторниот лингвистички, научен и културен факт е еден вид руски рулет за Македонија. Крајно неодговорен чин. Билатералните политички спорови треба да се останат локални, билатерални и политички, а не да им се даде шанса да го загасат статусот кој веќе е стекнат по сите основи, реагира Ќулавкова. Предлогот на премиерот не го отваря прашањето дали ние веруваме во посебноста на македонскиот идентитет, туку и дава простор на Бугарија да покаже дека тој не е пречка за македонските интеграции, смета шефот на македонската дипломатија Муцунски. А политичката реалност е дека нашиот сосед и покрај сите овие непобитни факти го негира нашиот идентитет, ја негира нашата историја и го негира нашиот јазик. И тоа за нас представува не само ризик, туку и пречка. И што велиме ние? Која е иницијативата на премиерот? Дајте да покажеме гест, знак, иницијатива за да ја елиминираме таа пречка. И затоа во моментот Софија е на пат. Академската фила повикува ваквиот предлог за заедничка резолуција да не биде процесирана официјално од македонските државни институции. Ова е последното, почитувани слушатели, што ни се случува во последните денови и покрај фактот што академиците и научниците, историчарите, професорите реагираја скоро на сите договори кои беа против обстанокот на македонскиот народ, против идентитетот на македонскиот народ. Не знам дали се сеќавате колку жестоко реагиравме кога беше потпишан или пред да се потпиши договорот со Бугарија. Во преамбулата објаснував во Македонија на телевизија на една дебата дека во преамбулата пишува дека ние имаме заедничка историја со Бугарија. Ние не можеме да имаме заедничка историја. Зоран Заев кога кажуваше дека имаме заедничка историја, ако се сеќававте, мене не ми доликуваше, меѓутоа бев многу вулгарен тогаш, затоа што не можев да ги трпам тие изјави такви за заедничка историја. Па со еден пример кажав дали може жената му тој да ја дели со премиерот на Бугарија, со Бојко Борисов, да биде заедничка жена, и тој да ја има, и тој да ја има. Ако може да имаме заедничка историја, ние може да се дели и жената. Меѓутоа, кисело им паѓаше кога зборува вака. Но сега, и тогаш слушавме од опозицијата која беше ВМРО ДПМН, слушавме напади врз нас, врз научниците, академиците, кај сте, што правите, зошто не реагирате, и покрај фактот што делегации отидоа многу и многу резолуции се испратија и од Институтот за македонски јазик, и Институтот за историја, и писателите, и црквата, Македонската православна црква, и многу други институции, укажувавме на штетноста на двата договори со Бугарија и со Грција. Меѓутоа, нас тогаш никој не зафермаше, еве и сега истото се случува. И сега реакции има против Ќулавкова, академик Ќулавкова, демек не смеела да се меша науката во политиката. Против се што Институтот за национална историја односно за македонски јазик, Елка Јачева Улчар, што го кажува, што го слушнавте она, дека македонскиот јазик нема потреба со резолуции и со заеднички ставови со Бугарија да се признава во Европскиот парламент. Јас ќе се придружам кон нив, како и секогаш, можете вие да се лутите колку сакате. Не е обратно е она што го читам и го слушам од вас. Политиката не смее да се меша во науката, а не науката во политиката. Спрема науката се ориентира и се зачува идентитетот на еден народ, јазикот на еден народ, историјата на еден народ, културата на еден народ, традициите на еден народ,
па ако сакате и религијата и верата. Ако и ова сега не го разберете и ако подржувате партиски, роднински подржувате, вработеност подржувате, бидејќи сте вработени и сега ќе браните, не смеете да браните. Ниту премиерот Мицкоски смее да приложи таква резолуција, ниту пак Муцински може како надворешен министр за надворешни работи, ниту пак Антонио Милошовски. Никој не смеат уште еднаш да не декласираат и да не деградираат. Мицковски како премиер треба да го задржи неговиот став дека во Бугарија живеат македонци над 200.000, да бара реципроцитетен однос во Европа и во светот, дека и нашиот устав е претерано лош, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на Фејсбукот. Кога го пишуваше по втор пат онај Фрчковски, кога ќе се лигави на телевизија, да ти е гнас да го гледаш, тој малцинствата ги напиша како дел од народи. И сега, ако влези бугарското малцинство во Македонија како дел од народот на Бугарија, Бугарија автоматски има легално право да интервенира во Македонија, да ги бара оние 150.000 или 200.000 македонци што имаат земено бугарски пасоши. И со тоа да не обезличат до коска, до крај. Нема ова попуштање, не треба, ако и овде се попушти, како што се попуште со името, пред да се дојди на власт се зборуваше дека за мене Македонија е Македонија, меѓутоа уште првиот ден Преспанскиот договор е супер договор, преточен е во законите на Македонија, преточен е во Уставот на Република Македонија и јас нема да го прекршувам Уставот на Македонија. Тие политички лаги не треба и не врват кај нас, особено не кај научниците. Може би врват кај оние што се кариеристи, може би врват кај оние што ги плаќате за пропаганда, дали се медиуми, дали се создадени новинари, дали се купени дипломи, дали се нешто друго, не оди тоа така. Бугарија, македонскиот народ го негира 150 години и денес видовте што ни направија пред 3-4 недели. И повторно не ни доаѓа паметот. Македонскиот јазик беше официјален светски јазик на Југославија. 1945 година во Обединетите нации официјални јазици на Југославија како држава беа македонскиот јазик, српскиот јазик, хрватскиот јазик и словенскиот јазик. И никој тоа не може да го демантира и да го негира, бидејќи македонскиот јазик не постои само од 45 година. Македонскиот јазик постои со милениуми, со векови. Има ли некоја друга заедница, има ли некој друг народ што се идентификува како македонски народ со македонски јазик, освен ние македонците, каде што сме таму? Немојте да велите дека Македонија е географска творба, дека географски поимје. Не, Македонија е етничка и има македонци во Егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, во Албанија има и во Република Македонија. Македонија е поделена врз основа на етничката припадност. И ако досега не сте научиле, па затоа постои Академијата на науките, затоа постои Институтот за национална историја, затоа постојат сите други образовни институции. Па ние овде во Австралија, да ви посочам еден пример, кога премиерот на Викторија го преименува македонскиот јазик во македонски словенски и кога федералната влада на Австралија ја преименува македонската заедница во Macedonian Slavs, македонска словенска, ние отидовме
посудојте начело со Пандора Петровска и со Снежана Климовска. После 5-6 години судскиот спор се реше во највисокиот врховниот суд на Австралија и изгубе и федералната влада на Австралија и изгубе и државната влада на Викторија. Името на македонскиот јазик е повторно македонски јазик во Викторија. И вие ни создавате вакви проблеми со Северна Македонија, со модерен македонски јазик, со модерен македонски идентитет, па не знам со какво и што. Па македонската писменост, знаете од каде ја описмени цела Европа. Кој ги покрсте бугарите, кои зборуваја таму татаро-монголски јазик? Кој ги описмени? Како го прифатија македонскиот јазик бугарите во 9 век и понатаму? Што правеа светите Кирил и Методија? Не беа од Татаристан, беа од Македонија, од Солунско. Што правеа Климент и Наум Охридски? Ене и манастирите се во Охридсе. И таму почина, таму им се гробовите. Македонската писменост не е од вчера, македонскиот јазик не е од некни, па македонскиот јазик, имаме ние документи, прочитајте на професорот Бранимир Светозаревич Покорни, неговата книга 2700 години името Македонија, македонци и јазик и така натаму. Историчарот Бранимир има документи доставено кои се кријат во Ватикан, кои се кријат во Британија, во Ѓерманија, во Америка и се измислуваат нови нации како што се измисле Бугарија во 1870 година со Сан Стефанска Бугарија, како што се измисле Еленската држава Хеленик Репаблик. Во ниту еден текст во светот, ниту една институција во светот не постои Грција како Грција и како грчки народ. Тие во 1830 година им создадоа германците држава. И тој јазик беше создаден со сила, воведен. Меѓутоа, кога кажуваат нашите научници, кога кажуваат нашите академици, па треба да ги послушате мајко му Сара. Немој после да речите дека не реагираше академијата, не реагираше Институтот за македонски јазик, не реагираше Институтот за историја. Јас испраќам честитки и до академик Ќулавкова и до професорката Улчар за нивната отвореност и она што го кажуваат дека македонскиот јазик има длабоки корени, дека македонскиот јазик не можат да го ништат сегашните кариеристи, политичари од било која партија. Јас повторно ќе ви кажам, апсолутно јас ќе ги штитам интересите на македонскиот народ, без разлика која партија е на власт. Сум ги испратил и Никола Клјусев од овде од радиото, и сум го испратил и Бранко Црвенковски, сум го испратил и Лупчо Георгиевски, сум го испратил и Хари Костов, и Бучковски, и Бранко Црвенковски повторно, и Никола Груевски, и Зоран Заев, и најверојатно ќе го испратам и Мицкоски од оваа радиопрограма. Сите знам како реагиравте на моите ставови, на нашите ставови од македонската заедница, од Австралија и од светот. Како не понижувавте, дека сме копита, дека сме неписмени, дека сме работници, дека не знаеме односот подалеку. И ако не се задржите до идеите на Ченто, ако не се задржите до историјата од Гоце Делчев, Илинденското востание, Македонското востание, и ако не го почитувате Свети Климент и Наум, ако не ги почитувате Свети Кирил и Методија, Цар Самуил, Александар Македонски, писменоста на македонскиот народ која се рашире насекаде во Европа, тој отпор Европа што го даваше во тоа време, за време на Светите Кирил и Методија,
Тоа беше опасен отпор, не само од римјаните, туку и од германците. И тоа што ние ги имаме тие наши корење, не смееме да се откажеме, почитувани мои македонци. Има почитуван премиере, почитуван министре за надворешни работи и почитуван Антонио Милошовски. Апсолутно грешите ако се сложите уште еднаш да подпишите писмена резолуција во Европската Унија за признавање на македонскиот јазик. Нема што да бараме признавање. Мајка ми е почината, Бог да ја прости, и татко ми. Мајка ми е родена 27 година. Татко ми 31 година. Дедо ми Богоја живеев со него 10 години, тој е роден пред Илинденското востание. И баба ми Благуна е родена пред Илинденското востание. Ние зборувавме македонски, ние не баравме кодифициран јазик, да ни го признаат бугарите. Дедо велеше додека беа србите, зборавме српски, кога беа турците не малтретираа. Србите после дојдоа, не тепаја. Дојдоа бугарите, Втората светска војна, уште полоши беа. 5 на нож, велеше дедо ми. Ганчовци, двајца под мишка и тројца на бајонетот. И сега ние сме бугари. Какви бугари? Ќе ве молам, советувајте се со научниците, советувајте се со експертите, како тоа што го прават политичарите бугарски, како што го прават тоа политичарите германски, француски, полските политичари, што имаат најдено заеднички јазик, политиката и науката да не се меша. Ако е така, кој е постаро, јајцето или кокошката? Кој е српски јазик? Хрватскиот е српски или српскиот е хрватски? Каква разлика има меѓу хрватскиот и српскиот јазик, што се различни и признати во светот? Каква разлика има на украинскиот јазик со рускиот? Каква разлика има на белорускиот со рускиот? Што тие имаат право да имаат посебни јазици? Каков јазик е на Австро-Унгарија, на Австрија, пардон? И каков јазик е на Германија? Каков е на Холандија? Каков јазик е на Англија и на Австралија, што се посебни? Има австралиски јазик, регистриран, официјален и така натаму. Има и англиски, има и канадски јазик. И само ние, македонците, треба да сме со бугарски јазик или со грчки јазик или пак со српски јазик или со српска не знам што. Немојте тоа, на власт сте дојдени, ако работите не можете да ги терате, ако не можете водата да ја пуштите по браздата, и ако вашата мотика не трга кон вас и работите со лопата, е фрлате надвор, напуштете ги вашите места. Дајте им на некои способни луѓе кои ќе можат да им кажат и на Европската Унија, и на светот, и на соседните држави, дека ги знаеме тие што бараат од нас македонците. Да не постоиме. Штом не постоиме, лесно ќе го земат и уште ова парче што е слободно, што за тоа дадовме големи жртви, кои им се благодариме. Коле Неделковски, Ченто, Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу и многу други, да не ги бројам. Беа деца од 18 години со пушката на рамо, со митролезот на рамо. И зашто? За денес некој да го негира идентитетот македонски, заради плата, заради авионот да може да патува во Брисел, Америка, Канада, Австралија или на други места. Не, браќа. Не може тоа така. Луѓето ги дадоа животите за тоа денес ние да го имаме и треба да се испочитува. Јас имам толку да кажам. Прочитајте ги уште еднаш изјавите на Ќулавкова, академик Ќулавкова и на професорката Елка Јачева Улчар и на другите академици. И не ги мешајте работите. Не може политиката да трча пред науката. Ако политиката трча пред науката, тогаш е опасно за народот и опасно е за опстанокот на државата. Политичките одлуки се многу опасни.